Премиерот Емил Димитриев денеска оствари средба со директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов, каде беше разговарано на повеќе теми во однос на реализацијата на владините проекти во делот на градба на станови, катни гаражи и други објекти. Димитриев истакна дека е задоволен од динамиката и степенот на реализација на проектите. Во делот на градбата на станови за социјално ранливи групи, работите се одвиваат со предвиденото темпо, а со иста динамика ќе се продолжи во иднина. Во прилика би кажал, во делот на градбата на становите за социјални ранливи групи, досега се изградени околу 700 станови низ Република Македонија. Во моментот се градат околу 123 станови во Кочани, Македонски Брод и Гостивар, а во наредниот период многу сме блиску до старт на градба на нови 500 станови за оваа категорија во Скопје, во Виница, во Свети Николе, во Пекчево и во Пробиштип. Становите наменети за млади брачни парови исто така се градат со предвидената динамика. Досега такви станови се изградени во Скопје и Битола, а планирано е да започне со градба и во другите градови во Македонија. Предноста која што ја нуди ме преку оваа програма е тоа што каматните стапки се релативно ниски и што е многу важно ги гарантираме за еден подолг период, значи 15 години се гарантира каматната стапка под која може да се здобијат, односно да ги купат овие станови. Одлично напредува и динамиката на градење на комерцијални станови, значи голема е бројката досега на изградени комерцијални станови. Во подготовка е градба на нови станови во Скопје и во другите општини. Досега предпријатието има изградено 2 катни гаражи со кои се обезбедија над 700 паркинг места и околу 60% е готова изградбата на третата гаража, со што ќе се обезбедат дополнителни 200 паркинг места, а се работи на подготовка на четвртата катна гаража, која ќе биде сместена во Охрид. Разговаравме за голем број на прашања. Јавна благодарност на владата за поддршката во однос на изградбата на социјалните станови, кои што заедно со владата, да кажам и Централната Европска банка, ги градиме овие станови и за она што владата има слух за овие ранливи категории, тоа е дека од целокупната градба која што имаме во комерцијалната градба, 10% одвојуваме за децата без родители. Најголемата помош која што стигнала од владата, како што истакна Грозданов, се однесувала на подготовките кои се прават за најголемиот настан кој треба да се случи во Македонија, а тоа е одржувањето на фудбалскиот куп на арената Филип II.